Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Доаѓаат и великденските празници, почитувани слушатели, а пред тоа е Лазаров ден, односно Цветници и Благоец. Вечерва ние ќе се потрудиме преку рубриката Верували или не, македонската историја, но и мојот коментар на неделата, да го свртиме вашето внимание, за да останете до крајот на емисијата со нас. Но на самиот почеток еве и една жална вест. Во неколку дена клетата судбина ја оттргна од прегратките на нејзиниот сопруг Ило и синовите Гери и Џо Блажевски, нашата Јагода Блажевска, оставајќи го во шок, во тага, во плач, зашто тоа не го очекуваа толку брзо да се случи. Ако треба да се зборува за ова прекрасна жена, која не е меѓу нас, има премногу убави и сесрцевни зборови да кажувам. Во нивниот бизнис таа беше столбот, добра жена, домајкинка, а над сето тоа добра мајка. Но не можам, ако не кажам дека таа беше добар пријател со секој ден, не гледајќи кој е и каков е. Вистинска жена која не знаеше да озборува друг, туку со сите беше пријатна и се трудеше на многу да им помогне она што може, заедно со нејзиниот сопруг Ило. Си замина во годините кога требаше да ужива како пензионер, оставајќи вечно да ја жалат нејзините најблиски, сопругот Ило и синовите Џо и Гери со целата нејзина најблиска роднина. Ило со синовите Џо и Гери Блажевски сака да се заблагодарат до сите кои дојдоа да ја дадат, да ја оддадат почит, да за последно ја поздрават испраќајќи ја во нејзиниот вечен дом. Јас лично, која деновиве дознав за нејзината ненадејна смрт, ако не успев да бидам тогаш, нека сега јавно ја искажа мојата голема благодарност према нејзе и нејзиниот сопруг, кои во најтешките моменти кога ми беше потребна помош, тие беа секогаш со мене, а да не зборувам дека секогаш беа лојални кон мене. Јагода, мислам дека не само кај твоите, туку и кај многу други, а меѓу нив и јас, ти и твоето име ќе го спомнуваме и вечно ќе живееш. Нека ти е лесна земјата и нека Бог те прими во неговите прегратки, зашто навистина ти тоа го заслужуваш. Бог нека те прости и сочувство за твојата загуба до твојот сопруг Ило и синовите Гери и Ило и Џо Блажевски од целата моја фамилија.
Радиочасот Глас од Македонија ја бара и вашата поддршка. Јавете ни се на 416-691-7184 или 647-780-6549. А вие кои планирате да ја посетите нашата татковина Македонија, имаме летови до Охрид и од Охрид. Јавете ни се на 647-780-6549. Вимпис ресторант е синџир на ресторанти во многу места во Онтариос, кои со нивното богато јадење како риба, хамбурги, шиш кебаб, фиш енд чипс, разни видови салати го задоволуваат вашиот вкус. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти. Јавете се на 416-269-4679. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали за вашите веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така за неделни или празнични празници, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото, а секој четврток од 12 часот напладне на заеднички ручек. Управата на црквата Свети Климент Охридски со председателот Борис Стојкос ви посакува пријатна вечер и сите оние кои го слават католичкиот Божик, нека им е честит и вечен. И председателот на црквата Света Недела од Еџекс, Ристо Трифуновски, ве известува дека имаат удобна сала за вашите крштевки, родендени или помали свадби, а секој вторник повелете на заеднички ручек од 12 часот на пладне, каде председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски, честитајќи го празникот Великден и на католичкиот и нашиот православниот, ви посакува добар апетит. Но немојте да ги заборавите неделните и православните празнични денови на заедничка богослужба. Телефонот е 905-431-4944. И уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. Јавете се на телефон 905-387-0111. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега да одиме со Македонија низ историјата. Стариот Антигон со сите своји сили се обидувал да го одржи центарот, надевајќи се дека син му Деметрий ќе дојде и ќе донесе помош. Но попусто. Последните негови мигови ни ги пренесува Плутарх. Многу непријатели удриле и на Антигон, па на некој од неговите луѓе му текнало и му рекол: "Кралу, на тебе одат." А овој му одговорил: "А имаат ли друга цел освен мене? Ако ама Деметрий ќе дојде и ќе донесе помош." На ова се надевал Кутриот се до крајот. Се обзирал на секаде за да го види синот, но најпосле паднал под непрестајните удари од копја, откако сватил дека се е загубен. Диодор пишува дека на Антигон му бил приреден погреб со сите кралски почести. Со неговата смрт исчезнал последниот од дијадосите што се надевал дека ќе завладее со целата држава на Александар. За разлика од него, другите дијадоси, попрагматични и пореални, претендирале само на еден дел од територијата.
По битката победниците си ја поделиле територијата на Антигон. Лисимах го добил најголемиот дел од Мала Азија, се до планината Таврос. Селевк завладеал со Сирија, на Касандар му останале европските поседи, односно Македонија и деловите од Хелада, што можел да ги контролира. Иако не учествувал во битката кај Ипсос, Птолемај го искористил отсуството на Антигон и освоил делови од Фојникија и Либан. Селевк решил да не интервенира против својот понанешен добротвор, оти тој не можел да знае дека токму овие области ќе бидат причина за повеќе безпоштедни борби, што неговите потомци ќе мораат да ги водат со потомците на Птолемај. И за миг се чинело дека политичката карта конечно се стабилизира. Државата на Александар била поделена на 4 кралства, со повеќе или помалку јасни географски граници. Касандар управувал со Македонија и Хелада, Лисимах со Тракија и најголемиот дел од Мала Азија, Селевк со териториите од Сирија до Индија, а Птолемај со Египет и делови од сириското крајбрежје. Но се покажало дека дури и 4 кралства се премногу. Сега, откако го немало страшниот Антигон, дошол часот дијадосите што останале да го свртат оружјето едни против други. Низ векори маха, низ векови жар, со солзи леп го кренавме прав. Ga naševme името тошко на чисто, го чулавме домот и близу и пусто. Кога не делеле, пак сме се нашле, еден народ сме од рани создале. Рамо до рамо, едном загледа, еден ми е корен, еден ми е веран. Охридска светлина слободни стражи, каманите сведочат, душа не се прода. Рушево помни, пепел изнаде, варвер носи залет, ни секоја рана. Јазикот ни е пеца, пред реки, пред културата живе во секој дом, во секој камен. Да си подадеме рака, да стане еден, да не препознае светот по чести поред. Такван да види, кај
да се обединиме. А сега од рубриката Верувале или не. Во минато неделната емисија спомнав дека планетата Земја е 5 милиарди години стара, а ДНК-та или DNA на човекот е 9 милиарди години стара. Не мислите ли дека сме дојдени сигурно од некоја друга планета која науката се уште не ја има пронајдено? Исто така, природата е многу чудна, богата, што не случајно се појавени како наука математиката, физиката, хемијата, биологијата, географијата. Ако земјината топка, односно планетава на која живееме е 75% вода, а 25% копно, дали знаете дека и човекот е исполнет до 75% вода, а 25% месо и коски? Рубинот, кој е најтврд скапоцен камен после диамантот, инаку е варијанта од минералот корунт. Боите на рубинот може да бидат портокалово-црвени, розови, длабоко црвена боја со нијанса на виолетова или лилава, како што велиме боја. Најголема вредност имаат рубините со боја наречена гулабова крв, односно тоа е црвена со блага лилава или виолетова нијанса, а тоа го има кај рудникот за Мербер Сивец во Прилеп. За жал, многу на црно или илегално се продава низ целиот свет, посебно во западните држави, овој наш рубин, кој е најквалитетен во светот, а кои не кажуваат дека е македонски. Верували или не, прилепскиот рубин, како што реков, е најквалитетен и го носат како накит многу делегации и видни личности, односно светски звезди, како што е американската глумица Дерил Хана или пак француската глумица Кетрин Денев. Тој најчесто се наоѓа во Пелагонискиот регион. Исто така, верували или не, рубинот го носат во знак на одбрана од ѓаволски работи, како да не падне на очи или, како што викаме ние во Охридскиот крај Зарек, како исто така магија и други такви незгодни работи. Односно, тој е камен на животот со одбрана од чумата и ѓаволот. Сонам како икона, нежна, блиска, далечна. Моја прва платонска љубов, чиста како солза. Сега кога пораснав, сватив што си ти. Дојдов пак, тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери.
да ги дофатам сите висини на светот, за да се пак откријам што ми значиш ти. Дојдов пак тајно моја звезда, праќам да те повика. Ништо не е сменето, шушка молика. Темно е тајно моја, во душа светат вери. Се што имав заложив да ти пеам под пенџери. А сега еве и една великденска честитка. Нашата сонародничка Олга Марковска од село Љубојно со ќерките Силвана и Кети и нивните фамилии, како и нејзината сестра Љуба Ангеловска од село Долнодупени, а Олга Марковска од село Љубојно, сака на сите нивни најблиски роднини, пријатели и соселани да им го честитат празникот Великден, за да секоја година во секој едно семејство има нова радост и среќа, а пред се да се во добро здравие, а Македонија еднаш за секогаш да воскресне. Si
Па така и нека биде заедно секогаш да се гледаме. Меѓутоа имаме и една радосна вест. Неодамна синот Лука на нашиот почитуван председател на црковната општина Свети Климент Охридски Борис Стојкос со други тројца другари колега во Милано на Кортина Олимпикс во боб санките, каде со брзина помеѓу 130 до 150 км на час се санкаат по ледената патека, односно мразот, каде го освоија 19-тото место презентирајќи ја Канада. Лука се надеваше како што вели дека ќе освојат подобро место, а јас би рекла, никогаш не е касно. Да се бави човек со ваков вид на спорт треба да е голем јунак. Меѓутоа, да се представува својата држава како што тоа го направија Лука Стојкос и неговите другари, значи многу не само за нив, туку и за цела Канада. А гордоста не е само кај неговите родители Борис и Лора, сестрата Алисија, дедото Том и бабата Крисанти Стојкос, како и целата роднина. Гордост е во нашата македонска комуна и воопшто кај сите македонскици ширум светот, зашто Лука со гордост покрај канаѓанец кажува за своето македонско потекло по татко, дедо и баба, но од друга страна пак среќен е што има таква мајка како што е Лора и која има италијанско потекло. Додека цело време во име на сите македонци, меѓу кои и таткото Борис, како и дедото Том, бабата Крисанти Стојкос, на македонски сето ова го зборувавме, Лукас, го искажувавме со најубави желби за понатамошни твои успеси и среќа во твојот понатамошен живот. Редно е, мислам, и во името на твојата мајка Лора, со сите нејзини италијански најблиски роднини и пријатели, да кажеме нешто и на италијански. Ќе се потрудам, иако тоа не е мое. Меѓу другото, честитката е Аугори, карисимо филјо Лука, e tanti successi nella tua vita, da tua madre Lora, tuo padre Boris e tua sorella Alesија Стојкос. А сега во име на црковната управа на Свети Климент Охридски и свештениците Сашо Целевски и Александар Тодоровски, а воедно и од председателите на управите, со нивните управи на црковните општини Света Недела Одејџек Серисто Трифуновски и Свети Наум Охридски со управата на председателот Крис Клашов, на Лука Стојкос и неговите тројца другари во групата им честитат за освоеното место на боб санкање, кон кое се приклучуваат и многу наши сонародници од македонската комуна, а меѓу нив и радиочасот Глас од Македонија со песна каде цела Македонија и понатаму ќе навива за вас, Лукас. Честито. Уште еднаш посебна честитка од црковната управа на Свети Климент Охридски со двајцата свештеници. Ова е земја на шампиони, во срце што ја носи.
Леринското друштво со председателката Мери Уто и незината управа и ова година не заборави да го одбележат денот на мајката Mother's Day во знак на респект. На 3 мај во големата сала на црквата Свети Климент Охридски од 1 час од попладне со богат ручек на кој чини $60, а за деца до 12 години 25. За резервации јавете се до председателката Мери Уто на телефон 416 400 5475 или Джим Мангос на 647 333 8052. Во продолжение да одиме со мојот коментар на неделата. Додека кучињата лаат, караванот и понатаму продолжува да оди. Кој може да биде ако не Венко Филипче? Труби ли труби, а не гледа каква катастрофа ни донесе неговиот двојник во мислите, муртинското чудовиште Зоран Заев, што без жал и осет према македонскиот народ, заедно со Македонија, ги пушти низ улица, каде сега владата на Мицкоски бара отвор од таа крајна улица. Бугарите со фалсификати, лажни документи, бришејќи на секаде каде е спомната именката македонци или придавката македонски, за да напишат така нареченја, би рекла дека се бугарско. А пак овие на југот, африканското племе, кое дојде на македонска територија, за да германците во 1830, односно 32 ги наречат грци, зашто тие беа безимени со многу сиромашен фонд на зборови, сега откако ни го грабна најголемиот дел од Македонија, ми се прават како и бугарите, а и албанските пратеници во Република Македонија на туѓо буниште петлиште. Иако повеќе од јасно е дека тоа африканско племе што денес се нарекуваат грци, татарско-монголското племе кое денес се нарекуваат бугари и гегите кои дојдеа од Касписко море, кои денес се нарекуваат албанци и што е а сите се дошлаци и што е важно да се каже, сите тие три држави се креирани од истите западни држави дами, кои како од инкубатор да излегле, а кои можат да бидат само Англија, Германија и Франција, без одсет, без жал. Моментално се знае дека во Европската Унија, освен Англија, се овие претходно спомнатите држави. Да се вратам на тие така наречени Грци. Пред се буни самата Грција дека сопругата на председателот американски Доналд Трамп, Меланија, го употреби името само Македонија, уставното име, а не со придавката Северна. Некаква си идиотска група исто протестира, извикувајќи Кипар е наш, Македонија е наша. За жал, ние македонците се уште сме на статус кво. Никаква реакција, било вербална или како што тие прават со протести да возвратиме. Бегајте, Грци, не ве сакаме. Можем се слушат гласини дека Европската Унија со нешто ќе не изненадела. Ние македонците сме навикнале на секакви изненадувања. Меѓутоа сега сакам да спомнам дека Севичев, кој историчар, инаку во Русија, напишал книга околу дијалектот во Македонија. Првиот том го издал, меѓутоа за вториот, кога требало да се издава, се случило тоа некаде пред околу 150 години. Тогашната бугарска влада праќа некој свој представник да се сретне со затвореникот кој русите го затвориле и го пуштиле во Сибир, а тие му нудат грдни пари, исто така дека ќе го извадат од затвор и ќе биде академик. На тоа тој требаше, односно мораше да се сложи и книгата да се отпечати, односно вториот том за дијалектите во Македонија, со зборот македонски да се замени со бугарски. Меѓутоа, не случајно се вели, вистината секогаш излегува на виделина. Русите го најдоа договорот пред, би рекла, најмногу една година, што го правиле тие, значи со историчаров, и го објавија сето тоа на руски и на англиски. Да чуеме. Иличев го кажува тоа дека сте вие бугари, зборувате бугарски. Тогаш, меѓутоа и се Иличев после пак се враќа на македонството. И неговиот студент Бернштейн, професорот, го докажува тоа. И го најдовме и тоа. Значи, веќе тој во своите спомени во дневникот, кој е објавен пред 10 години, може би повеќе, признава дека бил под притисок.
Господин Лазаревич, оваа книга на какви реакции најде Бугарија, меѓутоа еве и руските академици? Да, интересно е да, секако, например, од страна на бугарите тотален молк, значи од колегите од Бугарија нема никакви реакции, инаку веќе благодарејќи на колегите од Институтот за македонски јазик, оваа книга е поделена на Светскиот славистички конгрес во Париз минатата година и веќе ја имаат најголемите слависти во свет, ја имаат оваа книга, а сега и на англиски јазик ќе биде достапна, така што ќе... А што се однесува до руските реакции, се многу позитивни. Затоа што не ги интересира, не е битно што правил во животот, туку дали е тоа вистина. Дали вистината за македонците е доволно кажана или пак има нешто што се уште се крие? Да, сигурен сум дека се уште се крие, затоа што, например, архивите во Грција не се недостапни за македонската наука, исто така и дел од архивите во Бугарија. Колку е тешко да се брани македонскиот идентитет ако ги знаеме соседите кои што се околу нас? Па не е лесно затоа што тие имале државност барем 80 години пред нас и работеле на тенденциозно работеле на тоа да ги прикриваат некои од фактите, да работаат на придобивање на македонци, па нив да ги користат како продукти на нивната пропаганда, сега ни ги продаваат како круцијални докази за некако друг идентитет. Да спомнам дека хрватскиот председател на Социјалистичката партија на Хрватска Синиша Хајдеш Дончич ги окриви и Бугарија и Грција, велејќи дека е срамота тоа што го прават врз Македонија и македонскиот народ, иако Македонија се што побара Европската унија од услови се исполни. Тоа вето мора да се исфрли што Европската унија го има во нивниот, да го наречам, устав. А при посетата на председателката Давкова во Хрватска, хрватскиот премиер Андри Пленковиќ, кој рече дека влезот сега на Македонија во Европската унија го блокира Бугарија, а Хрватска е подготвена да ја помогне на Македонија. Како што во претходните емисии спомнав дека Мицковски и Давкова, кои будно треба да следат, посебно сега со војната врз Иран, каде Америка и Израел, иако знаат дека ја губат војната, сепак нема да признаат, како и секогаш што го прават тоа, сакат да бидат секогаш победници, и за да не се покажат пред светот дека изгубиле, ќе почнат да ги повлекуваат натовските војници, а Божем мир настанало. Иако сите знаеме колку силна држава е Иран, а во помош е и Русија и Кина. Не случајно реков дека Трамп и Натањаху си играат со огнот, кој ќе му донесе голема катастрофа на Израел, каде невини луѓе гинат поради него, и не е чудно како што евреите кои пред да ја креираат државата размислувале да биде Израел, најпрво да земат дел од Етиопија, или да го земат егејскиот дел на Македонија, што на крај се решиле да земат дел од територијата на Палестина и во 1948 година го креира Израел како држава. Така да можно е да се избрише од географската карта на светот овој Израел, ако вака продолжат, а со тоа ќе се открие вистината за христијанството, дека христијанството отпочна од Македонија, односно од Охрид. Не случајно самите евреи го нарекуваат Охрид како втор Ерусалим, што очевидно се крие вистината, а како што знаете, евреите ја напишаа Библијата и пишеа ним што им одговара. Како што напишаа наводно дека тие биле првите што Господ ги испратил и ги нарекол Господови деца на ова планета, а со факти докажуваме дека македонската нова година, не зборувам за христијанската не почнува од почнува од 21 септември, зборувам македонската нова година, и ова година е поред 7535 нова година, додека пак еврејската е 5786, која исто така во септември е нивната нова година, а пак кинеската 4560
години 24, односно 25 години стара. А во еврејската Библија, наречена Тора, во Стариот Завет од народот, во светот, би рекла, тогаш кога немаше, значи, никој други, пред Христа се спомнуваат само евреите во Стариот Завет и македонците, што верувам, или не ќе дојде денот кога и вистината за евреите, зборувам европските евреи, потеклото ќе биде македонско, како што и сите други религии што се создадени. Така, некоја си група одлучила да направи еврејска религија. Едноставно евреите не дозволуваат никој да е пред нив, тие се со големо его. Иако македонците се пред самите нив и не случајно ова што ни се случува со Македонија и македонскиот народ е и нивна заслуга. Но вистината, посебно со јавното откопување на гробницата на Александар II Македонски, кој е закопан во денешна Република Македонија, ќе почне да се осветлува. Што ми останува, мои македонци? Да не дозволиме да се повлекуваме, да не да се разочаруваме, зашто после ноќта доаѓа нов светол ден, но за тоа ни треба единство, но и доколку некој сака да не деградира, да не уценува, понижува, веднаш да реагираме, не дозволувајќи го тоа. Верували или не, и при сите провокации, атаци врз македонството, окупирани иако сме во овој 21 век од Европската Унија и НАТО, доаѓа денот на слободата, денот на светлината, кога изгре сонце ќе осветли цела Македонија. И Егејска, и Пиринска, и Мала Преспа кон Република Македонија. Великден ни доаѓа кога Христо воскресна, но и Великден ќе дојде кога и Македонија ќе воскресне. Кон овој контекст да дадам, односно да се представам со една моја песна од мојата поезија. Христосе, те ставија на крст, а ти бараше прошка од таткото Бог за твоите насилници. Секоја капка од твојата крв ја даде, за да на народот од ова планета му даде живот, и секој парче од твоето месо беше леп за да го нахраниш. Ти, праведен наш Христосе, ги помилува твоите зверови. Ќе ме простиш, навистина прости ми ако грешам, но на нас македонците со стотици години како мршојаци ни ја пијат нашата крв, крвта македонска, да ги дујат нивните мевови од парчињата што ги сечат, и пак не се заситени, не понижуваат, уценуваат. А ние, македонците, пак сме праведни пред Бога. Така не научила нашата православна христијанска вера. Затоа и Господ Бог ќе ни помогне, зашто аминот веќе допира до ушите Господови.
кафе да се напијам. О езерото да се искапам. Од семерија душа да исчистам. Наближуваат и последните минути од емитувањето на оваа вечерашна наша емисија на Глас од Македонија. Се надевам дека задоволивме дел од вашите чувства со содржината на емисијата. Благодарејќи ви што сте со нас, би сакала да ве информирам, доколку имате некои сугестии или поздрави до ваши роднини и пријатели ширум светот, слободно пишете на YouTube од The Voice of Macedonia, а ние или со вашиот глас аудио ќе емитуваме во следната наша радиоемисија. Немојте да заборавите да кликнете на subscribe, кој е бесплатно. Со тоа ја давате вашата поддршка за да радиочасот Глас од Македонија добие поголем публицитет и слушаност.
Повторно со вас сме идната недела од 6 часот навечер, каде преку радиостаницата на CMR и Брановата должина 101.3 FM ќе бидеме заедно со вас. До нашето наредно јавување со желба за пријатна седмица, вашиот уредник и водител на радиочасот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.